прашање да ви поставам и се надевам дека ќе добијам искрен одговор. Прво и основно, како тип на музика најмногу сакате да слушате? Второ прашање, дали е вистина кога сте со најблиските дека многу сакате да пеете? И трето прашање, дали сте голем фан, дали е вистина дека сте голем фан на Лепа Брена и секако на Цеза? Evo, barate iskren odgovor, se objedam da vi odgovaram pored na sete prašanje. Znači, slušam сега битна музика. Значи, немам фаворизирана музика. Сакам поп музика, фанк, джез. Слушам и сол, понекој пат и електро музика, може би слушам и народна македонска музика, може би понекој пат некоја песна и од Лепа Брена или од Цета. Меѓутоа, немам фаворизирана музика, ги сакам сите песни што се убави. Што се однесува до вашето второ прашање, беше дали... Да, мислам дека сте ме виделе, може би повеќе пати во такво издание. Например, вчера на свадбата на еден мој пријател и советник во градското собрание, беше одлична атмосферата и обично кога сум со добро друштво, секогаш сум расположен и многу често пеам. Не некојаш, многу често. Дали сум фан на Цеца или Лепа Брена? Не, одмah ќе ви кажам не, меѓутоа има песни што ми се допаѓаат и што ги слушам по некој пат. Да. Добар ден, господине градоначалнику. Иако не се задржавте многу на спортот, јас би поставил прашање од спортот. Кој ви омилен спорт и дали е вистина дека последен пат кога сте играле кошарка, сте имале здравствени проблеми? Ова некоја паралела да не направите со премиеров. Добро, значи, кога бев мал, пливав активно на тренировачки за Струга. Знаете дека јас подекнав во Струга. Но брзо го напуштив пливањето, кога се пресели во Охрид, и почна да се занимавам со ракомет. Играв тогашниот ракометен клуб во Охрид. Па и тоа, брзо така, да речем за година и пол ми помине и таа љубов, па продолжив фудбал за младинската школа на Охрид играв. Сега играм рекреативно најчесто кошарка и тенис. Меѓутоа, кога има време и кога се собираме повеќе пријатели, играм и фудбал. За прашањето ваше, дали сум имал здравствени проблеми, веројатно имам, ама не е да последната таквица на кошарка, кога играв во мојата мала со... Може би многу помали од мене, помали, вака и многу посилни од мене, меѓутоа нема проблем. Така, значи, рефлекторите се набавени и набавена е житата со која треба да се огради да листува посебно према страната од десетската страна, за да не ви бега топката. И мислам дека ќе најдеме разбирање од страна на Завод и музеј Охрид, кој што еве многу волни за да ја реализираме таа идеја и тоа е причина што досега тоа игралиште не е направено оно како што се договоривме, односно да го врадиме и да ставиме рефлектори. Меѓутоа, според последните разговори, мислам дека ќе одобрат, со оглед на тоа што Сарајште влегува во рамките на старото градско реатро, кој е заштитено со законот за Охрид, чија ингеренција е на Министерството за култура, односно Завод и музеј Охрид. Како и да е, мислам дека за не, ево, пред сите ќе ветам, за не повеќе од 10 дена ќе го имаме. Дали ќе се капам за водици? Па добро, сум се капал многу пати. Ова година сум кум, веројатно знаете. Меѓутоа, заради успешно и навремено извршување на сите области кои произлегуваат од курсото, не бе во можност да
се капам, меѓутоа, веројатно, ако ме расположат пријателите со некоја добра песма, може би на дата да се капам. Иначе, ево, може би ќе биде интересно за вас. За наредната година кумство има најавено или кандидатура има поднесено Желко Јаксимович. Веројатно ќе би задоволни ако го изберем. Мислам, Сдруженијето по проявление ако го избере. Па ако се капи тој, ќе се капам јас. Нема повеќе. Ви благодарам за трпението и за тоа што ми слушате.